А сега имаме многу нешто поинтересно што ќе имате можност вие да проследите низ нашата утринска програма кога зборуваме за спектакли. Нели? А Што сега да кажеме? А сега е спектакл, да. Спектакл на буквата С. Секогаш кога е Сузе навината Спасовска. имаме спектакл, имаме што да видиме, имаме што да слушаме наша бисерно грло на македонската народна музика Сузана Спасовска. Многу ми е драго што сте дел од нашата програма, затоа што ние и во претходните наши емисии кога сме пуштале ваши песни, секогаш гледачите се задоволни. Меѓутоа и кога ги пееме сите песни, но кога пееме и за Македонија, како тоа се чувствува дека се пее од срце и од душа. Добро утро уште еднаш и Добро утро, добро утро на сите и на нашите гледачи, нели? Денес сум тука со еден посебен повод. Значи, Сузана Спасовска, меѓутоа, ете, честа ми припадна да го најавам концертот на Танец, на мојата матична куќа, каде што работам, кој што ќе се одржи во четврток од 20 часот во Домот на Арама. Сузе, добро утро. Добро утро. Ке зборуваме се за концертот. Има нешто во тебе што каде да се појавиш сите се радуваат, така и утре во цела телевизија ти се израдуваат, дури и кучињата ти се израдуваат на паркингот. Да, и тоа вашето домашно куче ме пречека, да. И јас ви се радувам, иако многу ретко ги прифаќам овие утрински гостувања. Порано кога бевме помлади, нели, малку повеќе по телевизиите, сега малку поретко ќе ми простат гледачите и моите обожаватели, бидејќи навистина од толку многу обврски се нема време многу да се оди по телевизиите, меѓутоа да оставиме меѓутоа да оставиме простори на помладите. Помладите сега треба повеќе да бидат присутни на ТВ екраните за да ги запознаеме и така да си го продолжат патот со работата. А морам да те прашам нешто искрено, тоа е една од причините, а другата причина освен тоа ние што се израдувавме, колку Сузе се израдува што мораше рано да стане. Тоа ми беше. Јас сум ранобудница, мене тоа не ми е воопшто проблем, бидејќи јас станувам рано и за моите работни обврски во Танец, нели? Така да не ми е мене тешко. Јас сакам утрински да си го почнам денот порано, за да имам време да си ги завршам повеќето од обврските, бидејќи колку порано си станете, толку побрзо ќе си ги завршите обврските, па така јас ќе имам време некогаш и да ги завршам порано и да имам време да си малку да се дружам со мојата внука. Токму затоа мене воопшто не ми е тешко да станам рано. Меѓутоа, ете, станувам рано заради своите работни обврски. Да, има прво што направи Сузе кога дојде, не покажа сликата од внуката. Прекрасно. Цуце пресладко, стварно можам да замислам колку и таа е среќна што ти има тебе за баба. Да, Сузе, за тебе и со тебе има многу што да се зборува, но сепак главниот но денес не сме за тоа, нели? Денес сме главниот повод поради кој што сме овде е концерт што се организира токму во твојата матична куќа, така рече, ти си всушност прва солистка во Танец. Јас сум солист првенец на Танец. Првенец. Од кога оваа ваша приказна љубов, соработка со и како Танец тече со Танец? Па официјално сум од 2013 година, меѓутоа многу долги години пред тоа јас бев како надворешен соработник на Танец и така да имам поминато многу турнеи, многу концерти со Танец, така да ова е мојата изгледа вечна љубов. Ти самата си, и тоа како звучно име, но овој пат со твоето присуство, учество на овој концерт, да одеваш почит на друга музичка Па тоа е мое икона. задолжение како вработен во националната установа Танец. Тоа е Васка Тоа е Илиева. мое задолжение, бидејќи на сите концерти, значи имам еден свој дел каде што настапувам како солист, нели? Овој пат со неколку песни кои што се многу познати. Општо самиот концерт ќе има песни кои што се многу познати, кои што се обнародени и покрај тоа што се авторски песни можеби на нашата легенда Васка Илиева, меѓутоа толку се навлезени во народот, така да не може ниту една семејна веселба или било каква прослава манифестација да помине без песните на Васка Илиева, а исто така ние во Танец многу ги негуваме тие песни, ги обновуваме и едноставно се наоѓаме начин да ги вратиме назад во живот, со тоа што многу често ги пееме. Значи, не само јас, туку и моите колеги од хорот во Танец
потоа и како солисти настапуваат, овој пат ќе настапат, да речеме, Кирил Митовски, Габриела Новевска, Драган Николовски, Елена Андоновска, Ивана Серафимовска, Гоце Цоневски. Исто така ќе имаме прекрасната придружба од нашиот врвен професионален оркестар на танец под раководство на Дарко Илиевски. На самиот концерт ќе бидат изведени многу познати композиции и очекуваме и публиката да пее заедно со нас, бидејќи секој македонец ги знае тие песни, а секако ќе завршиме со неофицијалната химна Земјо Македонска, која што ќе ја отпеам заедно во придружба, значи, на моите колеги од танец, од хорот. Замислен е концертот како голема гала вечер, 15-тина песни, ти лично 5 ќе отпееш. Тебе лично која ти е вака омилена од вас? Која најмногу ти лежи? Мене ми е омилена Судба моја судбино, со која што и ќе започне концертот, еве ќе ви откриам. Бидејќи таа композиција беше, како да кажам, мојата судбина всушност, бидејќи Васка на нејзиниот концерт пред да почине, значи почна да ја пее Судба моја судбино и потоа ми дозволи да ја продолжам песната, со тоа ми го даде аманетот и ме задолжи да продолжам по нејзиниот пат, да продолжам по патот на македонската песна и токму затоа таа песна има посебно значење за мене и покрај тоа што тоа е една песна која што многумина има снимено и многумина ја обожаваат. Да подсетиме уште еднаш на 9 во 20 часот во АРМ. Во домот на АРМ. Веќе 3 бренда знаеме, тоа си ти, тоа е танец, тоа е Васка Илиева, згора на тоа и други учесници. Искрено не знам дали ќе ја собере салата, публиката во сала. Па јас мислам дека можеби всушност и сите концерти на танец се многу посетени и многу посакувани. Едноставно и самата публика која што доаѓа на нашите концерти, навистина со тешко срце си заминува. Едноставно секогаш тие аплаузи на крајот прават една возбуда и мислам дека сите посетители сакаат уште и уште и уште. Така да се надевам дека и овој пат исто така ќе биде таков еден прекрасен концерт, каде што сите ќе запееме, како што реков, а покрај тоа ќе има на самиот концерт ќе има и фрагмент од кореографијата Драчевка, која што е поставена во 1959 година и каде што Васка Илиева премиерно за прв пат ја отпеала Засвирил Стојан посвирил. Така да ќе има и нешто, некои извадоци документарни, архивски снимки, да, архивски снимки, така кои што сите заедно ги склопи и е автор Бранка Костич Марковиќ. Што да кажам, да, Бранка музичките... ни испрати материјали за, меѓу другото, еве да речеме еден податок што јас не сум го знаела, можеби јавноста не го знае, а тоа дека Васка својата кариера ја започнала токму во танец. Во 1950 година и веднаш потоа многу брзо станала популарна и многу брзо потоа го добила оној епитет кралица на македонската народна песна. Заслужен епитет, Сузе? Тама работа, мислам, тоа не треба ни да се прашува, ниту да се размислува за тоа, секако дека е така. Значи, толку многу настапи нашата легенда имала низ светот, кај нашите македонци. Толку еден флуид, како да кажам, со својата публика. Така да, многу нешта од нашата легенда, јас имав можност да ги научам од неа токму на една турнеја, каде што бев со Пепи и со Јонче, Пепи Бавтировски и Јонче Христоски. Меѓутоа, потоа ме замолија да останам, организаторите ме замолија да останам и на турнејата со Васка Илиева. Јас многу нешта научив од неа. Токму таа еден природен однос со публиката, една комуникација и многу песни научив од неа. Токму тогаш кога бев на турнејата, бидејќи јас бев млад пеач, нели? Јас уште се барав во својот стил, но кога видов како ја пречекува таа публика нашата легенда,
решив да научам и јас некои песни, па ги употребував понатаму во другите турнеи и навистина бев одлично прифатена од публиката. За големите личности, за големите уметници велат дека умираат два пати, еднаш физички, а друг пат кога ќе паднат во заборав. Кога ќе престанеме да ги спомнуваме, во овој случај да ги слушаме. Им даваме ли доволно почит Јас мислам на дека нашите легенди, нашите музички легенди никогаш нема да ние како народ дали доволно ги почитуваме. Сите ние се трудиме ете така да ги обновиме нивните песни, да ги извадиме од заборав, да се сетиме на нив. Јас дури мислам дека веќе време е и да се направи еден убав голем споменик на нашата легенда Васка Илиева. Потоа еве вакви концерти, да речеме јас со мојата продукција на 19 април 2011 година заедно со Танец направивме едно сеќавање 10 години од незината смрт, така да направивме еден преубав концерт со незините песни. Ете така, тие песни треба да се споменуваат, но најдобро е вака кога може преку концерт да се обнова, да се возобноват. А овој пат, да речеме, баш би сакала да кажам дека сите тие музички оркестрации, адаптации и аранжмани на сите овие песни ги направи раководителот на прекрасниот професионален оркестар на Танец Дарко Илиевски. Значи, со тоа сега ние сакаме повторно да ги доближиме тие песни кон публиката. И јас приметувам дека сите млади луѓе кои што сакаат да пеат и некоја нова музика, сепак се навраќаат на овие композиции, бидејќи знаат дека се многу навлезени во народот и дека со самото тоа што ќе отпеат една таква композиција ќе добијат, како да кажам, самиот настап ќе добие на тежина. Сакам да се самиот крај да те потпрашам и што е она најактуелно кај тебе, она по кое што ние барем еве и Слободанка знае, постојано пратевме, тоа беше големиот музички караван Македонија во срцете носиме. Знаеме дека прекрасно поминавме публиката како реагираш, ме интересира ти од другата страна, од сцена. Како ти го доживеа овој? Јас мислам не само јас, туку сите уметници кои што бевме ангажирани. Тоа беше едно прекрасно дружење, имаше многу љубов. Не само меѓу нас, туку љубов за Македонија, која што сите ја изразувавме на еден свој начин, мислам, уживавме во тоа, уживавме со публиката која што доаѓаше, многубројна публика, навистина е чест и задоволство да и голема убавина да можеш во овие времиња не времиња, да застанеш на една таква сцена и да пееш пред голем број на публика. И едва и го чекаме и вториот дел, бидејќи ќе има и втор дел на Македонија во срцете носиме, да. Знаеме дека постојано одиш по светски турнеи. Како ти беше сега нашата Македонија, малку да ја посетиш сите места, да ги посетиш со караванот? Јас сега со оваа работа во Танец не можам толку многу да отсуствувам и да одам на турнеи, сепак тоа го оставам на помладите, бидејќи јас доволно пати сум, не велам дека нема да отидам, меѓутоа доволно пати сум била, да речеме во Австралија 21 пат, со по најмалку 10 концерти и така. Така да мислам дека најубаво е вака сега кога станувате повозрасен, сакате да си ја сочувате љубовта тука малку повеќе во земјата, во Македонија, со таа публика во Македонија, но секако дека ние како пеачи секогаш имаме можност да отидеме, но прашање е дали ќе прифатам или дали сум во можност да отидам да ја видам нашата публика во диаспората. Секако секоја покана ми е многу драга, не само од нашите македонци надвор од земјата, туку и од сите оние кои што ме канат на многу места да настапам, меѓутоа, ете, јас сум таа која што ќе морам да одлучам каде можам, каде не можам. Секако од диаспората поканите ни се секогаш многу драги, бидејќи таму се случува навистина една голема љубов за Македонија. Бура од емоции. Бура од емоции, да, и сите ние уживаме, чинам, не само ние по возрастните кои што сме биле многу пати, туку и гледам дека и помладите сега одат во Австралија и поминуваат прекрасно и многу ми е драго што го гледам тоа.
И за самиот крај, последно нешто е твоето CD? Тоа да го споменеме. Да, јас сега работам влегов во студио за моето етно CD, кое што ќе се вика Судбо моја, но пред да го промовирам следната година тоа етно CD, сега е поактуелно она што се случи на 14 октомври во храмот Света Петка во Прилеп, каде што јас, црковниот клирос Пелагонитиса и хорот при храмот Света Петка одржавме еден концерт кој што беше наречен Терирем. Значи за прв пат го промовирав мојот проект на православни црковни песнопеења Терирем. Тоа беше еден волшебен божествен концерт кој што ги одушеви сите. Тоа е едно мое поинакво патување низ времето, нели, со една поинаква музика, која што кај мене долго тлее во душата, но ете сакав да ја покажам и пред народот и да го запознам народот и малку повеќе да ги доближам тие црковни песнопеења до народот. Така да тоа се случи на 14 октомври на денот на Свети Јован Кукузел и покров на Пресвета Богородица. А сега веќе на Сретение Господово најверојатно, така се плановите, сето тоа ќе се покаже и во Скопје, а овој момент ќе го искористам да ти го подарам ова прекрасно CD. Една си од првите кои што го добиваш ова, да, тоа е Терирем. Многу ти благодарам, Сузе. Вчера пристигна CD-то. Некој да пуштил раче на кај CD-во, да знаете, им да кажам на колеги. Вчера пристигна, еве денес веќе го имаш во раце. Јас се надевам дека многу наши верници ќе бидат одушевени од оваа музика, ќе си ја лечат душата и ќе овие црковни песнопеења, православни црковни песнопеења и химни литургиски ќе се најдат во нивните домови и ќе уживаат со една поинаква музика од Сузана Спасовска. Сузан, логично дека ќе завршиме со твоја песна, но претпоставувам дека Слободанка сака нешто да те потпраша, гледам на смеја прати. Да, за Сузе, секако затоа што како блиска те чувствувам и кога те слушам, но и претходно си се познаваме. Не би кажала ништо затоа што самото име некогаш јас велам дека кажува се. Да. Меѓутоа ме интересира со оглед на тоа дека сте биле блиски со Васка Илиева и за крај јас би сакала да ми ја опишете како човек. За пејач веќе и за неја знаеме, таа е кралица исто на народната музика, како што е сега и нашата Сузе. Меѓутоа како би ја опишале? Наша голема музичка легенда, голема. Како би ја опишале како човек? Мислам дека секој може да ја опише Васка, бидејќи Васка беше многу непосредна, многу едноставна, како што кажав. Таа комуницираше со публика. Немаше кај незе глума. Таа беше толку едноставна и обична. Мислам дека и тоа направи многу за да стане еден таков пејач од народот, народен пејач и многу сакан пејач. Се чувствува човек со големо срце и љубов кон Македонија. Благодарам, Сузе. Сузе, завршуваме, рековме со песна. Прво, уште еднаш ти благодарам што дојде. Меѓутоа да ги поканиме уште еднаш сите оние влюбеници во музиката, во ликот, во делото на нашата легенда Васка Илиева во четврток во 20 часот. Дом на Арама. Во Дом на Арама ќе се одржи концертот. Повелете да уживаме во песните на нашата легенда, во нашата македонска музика и да пееме сите заедно. А сега да твојот последен настап, мислам дека е ова од Лешочкиот фолкфест, така? Да, од Лешочкиот фолкфест во 2023 година. Гледам тоа сте го одбрале, една прекрасна нова песна во моето село. Нека уживаат гледачите. И убав ден.